Ова е подкаст од Европски муабети на Младински сојуз. Добре дојдовте. Овде главна струја се младите. Млади размислуваат, млади говорат. Уживајте. Здраво на сите, добро дојдовте во шестата епизода серија подкасти Европски муабети. Јас сум Анилија Митрова и денес ќе збориме на една тема која што е доста популарна, но никако да не излезе од тренд. Силна во своето општество, односно позицијата на жената во Северна Македонија. Денес се наоѓаме во кинотека на Северна Македонија и заедно со мене е Дина Дума, млада режисерка. Здраво, Дина. Здраво, Анелија. И веднаш ќе преминам на првото прашање, односно каква е позицијата на жената режисерка кај нас во Македонија? Дали е потцената оваа професија, дали има предизвици, со кои предизвици се соочува жената режисерка и особено кога е млада? Каква е ситуацијата на една млада режисерка кај нас? Па да се биде жена режисер, во суштина значи дека треба да си спремен да го скршиш канонот на тоа што значи режисер, затоа што очекувањата не само кај нас, и на едно по глобално ниво, очекувањата за тоа како треба да изгледа еден режисер, најчесто се тој да биде маж. Едноставно низ годините луѓето така има влезано во подсвест и така се навикнати. И кога ќе им влезе во план жена, малку е чудно за повеќето. Добивам прашања од типот: толку си млада, девојка си, јас си режисер, како го правиш тоа? Тоа се многу чести прашања што ги добивам. Во светот соодносот помеѓу мажите и жените 20/80, меѓутоа во Македонија тоа не е случајот. Во Македонија до сега вкупно 3 жени режисери имаат снимано долгометражен игран филм. 2 жени продуцентки имаат продуцирано долгометражен игран филм. Што навистина бројката не можам да кажам дека 80/20, него е многу помала. Значи не има многу помалца, односно сме поддржани многу помалца. Во последните години во Македонија има млади режисерки кои што тек допрва треба да снимаат филмови, тек допрва треба да се поддржат и се надевам дека оваа слика и овој мал сооднос ќе се смени и дека агенцијата за филм ќе продолжи да поддржува млади режисерки. А која мислиш дека е причината зошто младите режисерки или оние кои што претендираат да станат режисерки не се охрабруваат тоа да го направат? Дали се стиги од општеството? Секако дека има влијание тоа, тие стиги од општеството секако дека имаат влијание, но мислам дека во последните години тоа се менува. Се повеќе жени режисери се запишуваат на академијата. Се повеќе жени режисери прават филмови, кратки филмови снимаат и мислам дека полека тоа се менува. Со тек на времето претпоставам дека уште ќе се смени, но проблем е што исто така во другите сектори на филмот, како што е директор на фотографија, ние моментално во Македонија немаме ни една директорка на фотографија. Значи сите директори на фотографија се мажи. Најчесто жените кои што се во секторот камера се на позиција на асистенти. Тоа е реалноста. Сега може малку да поразговараме за твојот прв долгометражен филм Сестри, кој е исто така и кандидат за Оскар од страна на Северна Македонија за Оскари. Обработува една сензитивна тема, но доста популарна, барем во нашиот невладен сектор. Ќе ми кажеш ти генерално дали сметаш дека е популарна темата. За булингот меѓу врсниците, слад-шеймингот, влијанието на социјалните медиуми, па сакам да те прашам од една друга перспектива. Дина пред 15 години исто беше тинеџерка, односно и двете бевме. Па како гледаш сега на оваа проблематика? Дали нешто е сменато во последниве 15 години од кога ти беше средношколка или се уште сме во една статус-кво ситуација? Генерално филмов е инспириран од вистинска случка, што се случи ние кога бевме во средно. Тоа беше една случка во која што на девојка и еден дечко има однос и некој ги сними и тоа видео излезе и стана вирално.
Ако се сеќаваш, го имаше и на вести дури, тоа беше доста скандалозно. И зема огромни размери во нашето општество. И некако таа случка остана со мене и одлучив дека е важно да се отвори оваа дискусија во нашето општество и на тој начин нели направи филм. Со надеж дека оваа тема ќе се актуализира преку филмот и дека на некој начин ќе се отвори ова прашање малце пошироко и ќе донесе нели некаков awareness за целата проблематика. За жал оваа тема е доста заборавена од надлежните и никој, мислам, доста е подценета, никој не се бави со оваа тема. Меѓутоа, за жал, ситуацијата е многу влошена откако ние сме биле тинеџерки. На мојот кастинг дојде околу 100 девојки кои што отворено разговара за овие проблеми со мене и со мојата кастинг агентка и навистина овој кастинг се претвори во еден кейс стади. Затоа што свативме дека сите девојки кои што дојда имале или лично искуство или познаваат некој близок кој што имал слично искуство на slut shaming, значи и на булинг. Така да ситуацијата не е воопшто подобрана, би рекла дека е многу влошена затоа што оваа нова генерација има многу поголем пристап до технологијата, значи до социјалните медиуми. Оваа генерација е родена со социјалните медиуми и ние тоа мислам дека не го разбираме баш, затоа што ние не сме родени со социјалните медиуми, не знаеме колку тој свет е важен за нив. Веќе кога ги спомна социјалните медиуми, во последните неколку месеци си доста популарна и ти има многу на социјалните медиуми. Па сакам да те прашам колку тебе лајковите, шеровите и коментарите, позитивни, негативни, те прават посилна или пофрагилна? Па искрено пробувам да се откажам колку што можам од социјалните медиуми. Моментално на мојот телефон ми е све избришано, немам Инстаграм, немам Фејсбук. Во последно време гледам што помалку да поминувам време на социјалните медиуми, затоа што сепак пандемијава некако не натера сите да бидеме многу поактивни на социјалните медиуми, затоа што на тој начин некако бевме сите, тоа беше единствен прозорец до тоа да некако останеме конектирани сите. Меѓутоа во последно време пробувам што е можно поретко да сум на социјалните мрежи, дури избришав својот телефон, така да можам да кажам дека некакви рестрикции се поставив сама на себе. Меѓутоа дефинитивно јас самата сум некаков зависник од нив. Не можам да си го замислам мојот живот без воопшто да постојат, што е многу чудно. Кога ќе видиш непријатен коментар или непријатна, ајде да речем, критика, како делува тоа врз тебе, особено на социјалните медиуми, затоа што многу лесно луѓето можат било што да пишат, буквално без да размислат како делуваат код нас, пишуваат што сакаат, па како се носиш со целава популарност, да речеме, во последниве неколку месеци? Па искрено не ми влија никако, не дозволувам социјалните медиуми да ми влијаат или коментари да ми влијаат, без разлика дали тие се позитивни или негативни, сепак се трудам да останам на земја и тоа во што верувам да ми биде најголемата вредност што имам, а не некакви коментари од социјалните медиуми или лајкови или било што е таков тип. Како смиташ ти дека испадна филмот од тоа што првично го планираше? Дали очекуваше волку реакции да разбуди, затоа што барем јас или можеби пошто многу те пратам, видов безброј интервјуа кои баш се на оваа тема со тебе, кои што ја отворија темата еднаш повторно, бидејќи не е најотворена, да речем, или не се зборува многу. Така што сметам дека, иако премиерата е во декември, ќе не кажеш ти точно на кој декември, сепак темата веќе стана доста популарна и многу луѓе зборуваат, споделуваат, имаш многу интервјуа, па ме интересира дали очекуваш дека ваков успех ќе достигнеш уште пред да биде премиерно прикажан филмот. Секако дека кога правиш филм,
очекувањата за тоа како си го замислил првично филмот и тоа што излегува на крај се тотално две различни работи, затоа што филмот не го правиш сам, него имаш тим кој што допринесува со својата креативност кон финалниот продукт и секако дека тоа се многу се разликува тоа што на почеток си го мислела, меѓутоа како идеја секогаш беше тоа и до крај е доследно и остана и во самиот филм таа идеја. Секако дека за мене беше секогаш важно и секогаш имав надеж дека филмов ќе отвори некаква дискусија во нашето општество и дека се надевам после таа дискусија дека ќе почнат да се случуваат некакви промени. Се надевам дека овој филм ќе ги спровоцира надлежните да конечно видат што точно се случува во школите, затоа што во моментов овој проблем се игнорира. Искрено се надевам дека кога ќе се пушти филмот во киносалите, се надевам дека ќе го видат што повеќе луѓе и дека што повеќе ќе се дискутира на оваа тема. Премиерата закажана на 16 декември во Кино Милениум, а покосно ќе продолжи да се емитува филмот во Кино Милениум, во Синоплекс и во други градови низ Македонија. Темата е доста сензитивна, а од друга страна е одговорна. Сигурно како режисерка, извини, осекаш одговорност кон она што си го направила. Па како се носиш со целата одговорност, бидејќи можеби кај некој дома ќе разводиш емоција и чувство и баш ќе ги соочиш со проблемот можеби што го има дома со своето дете, но можеби ќе разбудиш и револт кај некој што имаат баш оно што е були дома, па ќе сметаат дека е несоодветен филм или дека повторно ги труеме младите со некој нешто што се замисли. Одговорноста е голема, меѓутоа сепак не можам да контролирам кој како ќе се чувствува на крајот од изгледаниот филм. Тоа што можам да се надевам е дека ќе потигне овој филм било каква реакција од надлежните пред се и дека се надевам дека некако барам на еден човек да му помогне ќе има многу голямо значење за мене. Сега се вратиме малку на темата на подкастот, односно силна во моето општество. Што значи тоа за тебе како жена? Ке те оградувам сега од професионалното. Туку што значи тоа како за тебе како жена во Македонија? Дали се силни жените и како да станеме посилни? Па за жал живееме во едно општество кое што не е баш отворено и не е баш спремно за силата на жената. Можам да кажам така, живееме во едно патриархално општество се уште. Тоа е видливо затоа што жените преца немаат видливост и не се присутни во јавниот сектор. Значи тие не се присутни ни во политиката. Имавме добар случај со овие избори, видовме колку жени кандидати имаше за градоначалници. Така да апсолутно многу сме назад. И за жал нашата борба како жени не е завршена. Таа мислам дека допрва почнува затоа што ние немаме свој простор во јавниот сектор. И сега во последниве неколку месеци беше на повеќе фестивали, доби многу награди, што е голем успех и ти честитаме за тоа. Меѓутоа само да прашам каква е перцепцијата во странство за младите режисерки за разлика од тука. Тука установивме во која ситуација се. Дали е малку поразлично да речам во Европа за која што сите сонуваат? Не мора да зборуваме за Европа, можеме да го погледнеме Косово како добар пример, зашто моментално во Косово се поддржани околу 10 жени кои што на големи фестивали постигнаа големи успеси. Значи беа активни на сите лист фестивали и постигнаа големи успеси за државата. Значи многу секако дека кога патувам по фестивалите гледам колкава е разликата од Македонија во споредба со другите европски земји. Младите во Македонија не добиваат доволно
простор, за разлика од нивните врсници во Европа. Меѓутоа, не само тоа, мислам дека младите тука исто така се премногу пасивни и не се доволно гласни, за да си завземат свој простор, кој што реално мора да се борат за него, затоа што тоа не им следува, него едноставно мора да се многу погласни. Фала ти, Дина, многу. Фала ти, Анилија, за оваа покана и за овој разговор. И ќе завршам дека мора да бидат жените силни во нашето општество, а воедно и младите, особено поголемиот товар е на младите жени кои се пробиваат во професионалниот свет. Ви благодарам на сите што нас слушавте и гледавте. Ова беше 6-та епизода од серијата подкасти Европски муабети, кои ги работиме во соработка со Europe House, а се поддржани од делегацијата на Европска унија. Се гледаме во следна прилика.